Почитували, во време кога Македонија е во рецесија, во време кога премиерот признава дека владата не може да ги сервисира обврските и дека мора да ја задолжи Македонија за да ги враќа долговите кон стопанството, продолжува политиката на луксузирање и расфрлање со парите на граѓаните за непродуктивни трошоци. Ова позади мене не е енергетски објект, не е инфраструктурен објект, не е економски исплатлив проект, туку е уште еден плоштад полн со споменици и фонтани. Власта и за овој проект ќе го прокнижи како капитална инвестиција, без при тоа да потенцира дека се работи за економски неоправдана инвестиција во време на криза. Плоштадот Пресвета Богородица е со големина од 3200 квадрати и за него и за трите фонтани планирано е да се потрошат над 4,3 милиони евра. Со тоа цената по квадрат на овој плоштад надминува 1300 евра и ќе чини колку еден квадрат од супер луксузен стан. Во време кога граѓаните се борат со раст на цените на храната и енергенсите, во време кога стандардот на граѓаните е целосно урнисан, власта не престанува да троши милионски суми народни пари за фонтани, фасади, рекламни кампањи и споменици. Со ваквите трошења власта покажува дека целосно изгубила контакт со реалниот живот на обичниот граѓанин и со тоа како тој секојдневно се справува со кризата, па мисли дека може непродуктивно да троши над 4 милиони евра државни пари за плоштад и фонтани. Почитувани, премиерот јавно призна дека владата претерала со трошење и на тој начин го оправда новото задолжување од 250 милиони евра. Затоа јавно прашуваме, дали во овие 250 милиони евра со кои владата планира да ја задолжи државата се планирани и овие 4 милиони или обврските за овој непродуктивен проект ќе останат како дел од некој нов долг за кој набрго повторно ќе треба да се задолжуваме. Колку од најавените 250 милиони евра се планирани за реклами, фасади и други вакви споменици, а колку за раздолжување на фирмите? На крајот, сакаме одговор од премиерот Груевски колку владата му должи на стопанството, уште колку ќе треба да се задолжи државата за да може владата да ги задоволи потребите за вакви непродуктивни трошења кои не носат вредност и профит. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја повикува власт итно да престане со непродуктивните трошења и парите кои ги фрла за непотребните проекти да ги насочи во ублажување на последиците од кризата, да се насочи во заштеди на буџетот и со тоа да ја намали потребата од постојано задолжување на државата. Дали имате некои прашања? Претпоставам дека ова ви е една од причините за интерпелацијата што е најавена од викендов. Кога ќе формално ќе поднесете? Утре во 12 часот е закажана средба на партиите од опозицијскиот фронт, на кој што ќе се договори стратегијата околу прашањето за доверба на владата, а после таа средба во собранието ќе биде поднесено прашањето за гласање на доверба на владата. Дали таа ќе биде само со подписите на вашата пратеничка група или ќе барате поддршка и од останатите опозицијски партии? Во тек е консултации со другите опозицијски партии и очекуваме и тие да дадат поддршка на прашањето за доверба на владата.